Директорке Мирчевска, благодарам за овој разговор. Го почнуваме веднаш по ваша интервенција на еден од повредените во пожарот во Кочани за каков тип на третман станува збор? Конкретно во нашата установа остана да се обавуваат третманите со апликација на кортикостероидна терапија во самите лузни, во оние лузни кои што се над нивото на кожата, тврди, поцрвени од остатокот од кожата, името им е хипертрофични и келоидни лузни. Значи, остана да се обавуваат во Кочанската болница, дел се обавуваат и на клиниката за пластична хирургија, бидејќи дел од повредените ни се вратени на студии, на работните места и исто така дел од повредените ги обавуваат тие третмани во хируршката клиника на Светина Охридски. Значи, сега дојдовте од таков еден третман. Тој е рутински или има одредени ризици, траума за пациентите? Па видете, во однос на има минорни компликации, тоа зависат од начинот на аплицирање и од количината на аплициран лек, меѓутоа до сега да кажам не се случиле такви компликации, бидејќи исклучиво се аплицираат во тие тврди дебели лузни над ниво на кожа што се. И има ефект од тоа? Има ефект. Да, Видлив? повредените си го видоа и самите ефектот и они обично знаат и да подсетат. Обично тоа го се прави еднаш месечно. И обично знаат да подсетат докторке кога ќе го правиме, кога ќе не подскате кортико, значи така и веќе си го навикнаа како третман. И знаат да подсетат бидејќи ги видоа бенефитите. Значи кај повеќето на местата на зглобните површини, каде што лузните и поминуваат и преку зглобовите, им се олеснети движењата, ги немаат затегањата на кожата, посебно и во делот околу рачните зглобови, лактите, прстенцата, значи си ги видоа сами бенефитите, лузните им се побели, помеки, полесни им се за третман на физиотерапевтите. Да, може ли да ни кажете грубо бројки, колкав број на пациенти од повредените во пожарот во Кочани има Кочанската болница? Во различни сегменти, значи ние покриваме различни и броеви на пациенти. Значи повредените има дел кој што активно се уште обавуваат физикална терапија. Тоа се отприлика 20 активно што обуват физикалната терапија и дел кои што веќе правеле пауза од физикалната кои што почнуваат пак да се враќаат на физикална терапија. Понатаму почнуваме повторно со пулмолошките прегледи. Тоа е нешто што Кочанската болница значи немаше договор претходно со пулмолози, бидејќи немаме дејноста пулмологија, се адаптиравме значи на потребите на повредените. Се донесе апарат за спирометрија, гасни анализи, значи и тие прегледи, контролни прегледи, значи се обавуваат исто во Кочанската болница. Минатата година соработката беше со Градската општа болница 8 септември. Годинава таа соработка се проширува и на клиниката за пулмологија. Имаме одлична соработка и со пулмолозите од двете институции. Втора работа е покрај кортикотерапијата, значи се активно се обавува во Кочанската болница, некаде значи бројката е меѓу бидејќи отпочната е од август месец, значи бројката се намалува на оние што активно веќе ја примаат, некаде се околу 20, бидејќи најголем дел веќе ги прими и веќе го видовме бенефитот од аплицирањето на нивните лузни. Исто морам да напоменам во текот на минатата година кај голем дел од нив се аплицираше и PRP третман, кој што беше во соработка со клиниката за пластична хирургија и Универзитетската клиника за хируршки болести. Тоа е плазма богата со тромбоцити, која што се зема од самиот пациент, се центрифугира и оној што е прозирен дел, да речам, после центрифугирање се аплицира во предел на лузните. Тоа го правеа од колегите од пластична хирургија, специјалисти по пластична хирургија, исто се обавуваше во најголем дел во Кочанската болница. Така да сите тие третмани, значи ги донесовме тука на барање и на потреби заради тоа што тие не треба да се изложуваат на сонце и наједноставно беше да им се направи, да им се адаптира во местото на живење. Има ли пациенти на кои што дополнително им се потребни покомплицирани интервенции кои што не може да се изведат овде?
Секако приоритет за првична корекција би имале оние пациенти каде што е нарушена функционалност. Што значи тоа? Тоа значи кај сите оние каде што имаат проблеми некакви во движењата на зглобовите. Има многу такви? Па немам такви нема многу, бидејќи физикалната терапија се обавува во континуитет подолго време, нешто што исто е ново, значи покрај после ваков тип на повреди и изгореници, значи толку долго да се обавува физикална терапија, различни активности на физикална терапија и третмани, и кај многу голем дел, бидејќи заради тие промени во пристапот на физикалната терапија не се дозволи да настанат контрактури, односно ограничувања во движењата на зглобовите. Раната физикална терапија, значи на многу од нив им помогна да се побрзо да се активираат зглобовите, бидејќи сите, најголем дел од нив, значи имаат изгореници од 2-3 степен на дланките, подлактиците, надлактиците и се фатени зглобовите рачните, лактите и зглобовите на шаките. И од таа причина, значи, се направи адаптација, нели после она едукација која што беше во соработка со Светската здравствена организација, Министерство за здравство, каде што ни беше доведен тим од Обединетото кралство, едукација која што се направи на специјалисти по пластична хирургија, на физијатри, би опфатени повеќе здравствени институции. Лично јас ја поминав таа обука, значи ни беше објаснето не само од хируршки домен, како да спречуваме инфекции помеѓу нив, туку буквално ни беа сите активности кои што треба да ги правиме во смисла на позиционирање на зглобовите, за да не се дозволи настанување на тешки компликации, рани масажи, како правилно се масираат. Понатаму следеше компресивната облека, значи морам да спомнам компресивната облека, бидејќи сето тоа е на медицина базирана на докази. Сите третмани што се направија кај нив во смисла на третман на лузните, значи беа на база на медицина базирана на докази. Компресивната облека, значи кога се стапи во контакт со представништвото на германски производител во Софија, значи на Радо дојде, значи на нивна Рада Волја дојде во Кочани и првично беа на 58 или 59 са точната бројка, бидејќи беше во јуни месец, значи првиот пар на компресивна, значи мерките им се направија во Кочанската болница во присуство на двајца стручни лица од Германија и неколку од представништвото од Софија. Што е со прашањето за партиципацијата на повредените кога ги добиваат медицинските услуги? Повредените се ослободени од партиципација, значи да нема забуна во јавноста. Се појави таква, да. Сега вака да мислам, во Кочанската болница, значи од почетокот на инцидентот, значи до ден денешен, повредените не платиле никаква партиципација, значи ние ги знаеме тука кои се. Меѓутоа, заради тоа што и претходната година повредените беа ослободени од партиципација, меѓутоа во однос, знаете, мислам, они не потенцирале никаде дека се од повредените, например на инцидентни прегледи, кога прегледите им биле организирани. Значи кога сме организирани прегледи, контролни прегледи, значи на кожна клиника како што беа, на пулмологија, на пластична хирургија, исто не им се наплаќаше партиципација бидејќи колегите таму веќе си ги знаеа. Меѓутоа административен работник кој што ја врши на платата во претходната година можеби не беше запознаен дека се во моментот ослободени од партиципација и можеби инцидентно во некој од клиниките, претпоставам каде што поретко се правеле прегледи, дека е наплатена. Сега е тоа расчистено. Расчистено е, значи добиен е допис и од направена е програма во Министерството за здравство, како типот на програмите кои што се за крводарители за пензионери, значи направена е посебна програма за повредените од дискотеката. Директорке, инфраструктурно болницата не изгледа идеално, но дали сето тоа што ви треба за третман на повредените го имате? Па да, значи јас можам да кажам, видете, апаратурата не ја гледаат, значи
Обично се она што е во форма на апарати не го гледате како промена бидејќи не доаѓате во контакт. Обично народот ја гледа промената кога е нешто крупно и видливо. Например, како што би ја виделе сега промената, како што е надвор хортикултурното уредување моментално што се случува во болницата и новите места за паркинг што ќе ги добиеме и тука ја гледаат промената. Значи секоја нова апаратура што се донесе во Кочанската болница, обично не сме имале време, некогаш не сме имале можност во моментот да ја објавиме дека имаме нова апаратура. Меѓутоа, во однос на повредените, значи во однос на апаратурата која што е потребна за нивниот третман, ја имаме во Кочанската болница. Морам да спомнам дека во прв момент, токму заради тоа што дел од нив ни се вратија со се уште по некоја раничка на телото, значи се адаптира соба на хирургија заради да се изолираат од останатите повредени на кои што доаѓаа веќе со отпочната физикална терапија, да не се дозволи да се инфекции, да не се дозволи значи ширење меѓу нив на инфекции. И исто така за да се почитува нивното право на приватност, бидејќи нешто со кое се соочи општината Кочани е, значи, да речам, прв пат да имаат млади лица кои што има изгореници и на лице и на на раце, значи кои што се видливи, кои што не беа многу пријатни за гледање и обично, знаете, кога нешто не сте го виделе, обично народот знае да загледува. Тие се санираат ли, ќе се санираат ли? Тие лузни, да речеме, видливите? Во принцип, со повеќе хирурзи имавме контакт, од центри за изгореници, има и повредените контакт, значи на клиниката за пластична хирургија им беше организиран исто средба со реномирани имиња од хирурзи од центрите за изгореници, конкретно од Белгија и од Австрија. И морам да кажам дека колегата беше така им го донесе едноставно за да може да го разберат дека треба време. За тие лузни треба време. Значи знам дека се млади лица, знам дека сакаат и побрзо да видат резултати, меѓутоа за нивните лузни треба и некојаш и време. Значи да почекаме да видиме за некои значи работи каде што нема чекање или активно се работи на лузните, меѓутоа за повеќето треба време. Со тек на време и самите гледаат дека има разлика во она какви биле, какви беа во текот на летото и какви се сега. Значи да. На 16 март 2025 година, вие каде бевте? Јас бев во својот дом. Ве повикаат да дојдете? Бев повикана. Како ќе ја памтите таа вечер? Па не е многу пријатно за паметање. Значи тоа е нешто што не можете да го заборавите. Значи секое потсетување значи ви предизвикува непријатни чувства. Јас знам да речам дека персоналот во Кочанската болница таа вечер, значи ги виде сите, и починатите, и живите, и сите. И болката на родителите во најголем дел, значи дел од колегите во скопските болници, значи ги збринија повредените. Јас сум благодарна, нели, цел персонал е благодарен, општината е благодарна. Меѓутоа, она болка на починатите млади лица, значи да речам не ја доживеа на колегите во Скопје да ги видат. Мислите дека добро одговори Кочанската болница таа вечер? Па спрема капацитетот на персоналот и можностите, да. И после настанот, значи кога се враќа од другите држави, вие не можете да останете имуни на нивната болка. Значи сите има приказни да раскажат. Кога ќе се ставите вие на нивно место, јас многу сакам, мислам да го скренам и вниманието на нивната болка, затоа што народот можеби сега ги гледа насмејани, меѓутоа преживеа и пекол во животот. Замислете да сте млади луѓе кои што отишле на концерт и се будите во туѓа држава, на туѓ јазик, не познавате никого, врзани сте со различни машини околу вас, не знаете што ви се случило, не знаете кои се повредени, што сте се загубиле. И наново се учите и да одите и да зборувате и да се активирате, и кога се враќате во сопствената држава, сите имаме очекувања од нив. Значи имаме очекувања да одат на физикална, имаме очекувања да бидат насмејани, дека се живи.
Тие се благодарни што се живи, меѓутоа морам да спомнам дека имаат лузни за цел живот. И тоа да не го забораваме. Значи, психичките лузни се многу тешки лузни, што тешко се пребродуваат. Ние од страна на здравствени работници сме виделе многу работи во животот, многу трагедии, многу лоши настани, меѓутоа ова беше нешто што и камен да ќе пукне. Благодарам за овој разговор. Благодарам и вас.